Председател на Собранието господин Африм Гаши, почитуван мандатар и иден премиер господин Христијан Мицкоски, почитувани кандидати, идни министри и вице-премиери, почитувани колеги, гости, почитувана македонска јавност. За прв пат после вкупно 10 избори и реконструкции на влади во изминативе 7 години, имам можност и чест да зборувам за предлог на влада и нејзина програма, поднесени од председателот на мојата партија. Ова е малку поинакво чувство, бидејќи е помешано со радост и гордост, но истовремено и со огромна одговорност. А таа, одговорноста, е една од најбитните компоненти за една личност, за еден народ, за една држава и особено за нејзината власт. Одговорноста значи внимателност, посветеност, сериозност, професионалност, транспарентност, комуникативност, седнување на маса, слушање критики, прифаќање предлози, работа и ништо друго, освен многу макотрпна и честна работа. Христијан Мицкоски на последните избори реализира едно од ветувањата, кое кога го тврдеше многумина не го сваќаа сериозно. Христијан Мицкоски кажа, ќе ве победам сите на купче. Тоа и се случи. Но не победи само Христијан Мицкоски на овие избори. Најбитно и нешто што треба да се свати како аманет е тоа што победи народот. Тоа што народот ни даде доверба и што сега од нас очекува. Народот ја казни аздисаната власт на ДУИ и СДСМ, власт која владееше 7 години како картел и која ништо не реализираше, освен што се збогати за сметка на лагите, што воведе хаос во институциите, недоверба во судството, што исели нови и јадници граѓани од Македонија и што не направи најпопуларни по криминалот и корупцијата. Тоа што СДСМ е поразена, а ДУИ обезвластена, е всушност она што од нас силно се очекуваше, иако многумина не беа убедени дека ќе се случи. Некои од сегашната власт се обидува да кажат дека сега за нас било лесно, сега сме имале власта, да сме заборавеле на минатото и да сме се покажале на дело. Со 2 од 4 работи ќе се согласам, а тоа се дека сме власт и да се покажеме на дело. Но со другите 2, дека ни е лесно и да заборавиме на минатото, апсолутно не се согласувам. На оваа власт која од утре стапува на сцена, најмалку ќе е лесно и никогаш не сме да заборави на овие изминати 7 години. Тие што власта ја сметаа за леснотија, еве каде завршија. А доколку сегашната опозиција смета дека нејзината неработа и криминал ќе се заборават, многу се лаже. Како што најави и мандатарот, ќе се ревидира се, а потоа и се за што постои сомнеж за криминал и прекршување на службена положба, ќе биде проследено и до соодветните институции. Истите тие, а и сите останати институции ќе бидат ослободени од партиски влијанија и конечно ќе започнат да работат по словото на законите. Не сум личност која неосновано и пристрасно фали, па затоа повеќе сакам да ги подсетам идните министри и премиерот на тоа како не смеат да се однесуваат кон државниот имот, кон законите, кон вработените и кон граѓаните. Не смеете да се оддалечите од народот, затоа што народот е тој кој дава и одзема. Не смееме и немаме време ниту право да ја тестираме народната волја и народното трпение. Ние сме последната надеж за народот и тоа треба најсериозно да го сватиме. Власта во заминување изневери многу очекувања. Беше креативна само кога се работеше за конкурирање во фондот за иновации. Кога веќе ја споменав нејзината креативност, мислам дека и еден Марко Цепенков да беше жив, ќе и позавидеше затоа што успеа да ја видоизмени старата народна поговорка «Нишај врата, земај плата». Власта во заминување дури и без нишање врата земаше плата. И не само плата, туку и договорени тендерчиња, а и многу повеќе. Намаката на народот создадоа огромни имоти, а во името на ЕУ прекршуваа закони и устав.
За сето ова, народот добро им порача на 11 мај, но таа порака, како што гледам, ретко кој сериозно ја разбра. А како и би ја разбрали истите луѓе кои уште од 2019 се фатија за метлата, ама до ден денешен една прашинка не сметоа. Метлата, сидрото, животот, општеството, правиот пат, зелената агенда, автопатиштата, новиот клинички, електричните автомобили, Google и Facebook, Формула 1 патеките, остануваат во минатото, да, но во иднината останувате и вие тука, за да ве подсетуваме на сите овие нереализирани ветувања. Затоа, Христијан, Владо, Панче, Игор, Иван, Тимчо, Орхан, Гордана, Бесар, Сања, Цветан, Арбен, Таравари, Весна, Фатмир, Златко, Зоран, Горан, Александар, Изет, Борко, Љупчо, Шабан и Арбен Фетај, водете сметка за секое едно ветување во владината програма, за секоја една молба од секој еден граѓанин со кој се сретнавме за време на изборната кампања, за сечија мака и за сечиј проблем. Вие од утре ќе сте во владата на Македонија и не заборавајте на вашата огромна одговорност. Исто така, водете сметка и на односот и соработката со нас пратениците, како и со председателката Силјановска Давкова. Секое ново законско решение треба да го креирате на широка основа, консултирајќи експерти, слушајќи предлози и критики, како од пратеници на власта, така и од пратеници на опозицијата, впрочем, како што кажа и мандатарот во експозето, и никогаш не избрзувајте. Вие од утре сте извршна власт за сите граѓани на Македонија, и за оние со право на глас, но и за тие без. И за оние кои гласале за нас, и за оние кои не гласале за нас, но и за оние кои воопшто не гласале. Вие не сте веќе само представници на вашите политички партии. Вие не треба да водите меѓупартиски битки како влада, туку битки за поголеми плати и пензии за сите, за подобар животен стандард за сите, за поквалитетно здравство и образование за сите, за посреќни и подостоинствени земјоделци, за успешни спортисти, за култура на многу повисоко ниво, за развој на туризмот, за високо професионална и дигитализирана администрација, за достојна дипломатија, за образовани и успешни млади луѓе на кои ќе им понудиме пристојни и добро платени работни места, за развој на бизнисите и за обстојување од нашите собствени ресурси, за видливи капитални проекти, а не невидливи капитални заработки. Што се однесува до кадровските решенија, ќе се изразам спортски. Селекторот Мицкоски избра играчи, смисли стратегија и поставува игра за која сите сте екстремно подготвени. За поголемиот дел од предложените имиња веќе имам стекнато мислење дека се чесни, вредни и посветени. За сите видов дека сте доволно компетентни и доволно искусни. Ова е влада со доктори на науки, магистри, докторанти, магистранти, универзитетски професори и предавачи, луѓе кои ги исполнуваат критериумите на професионален план. Следува да ве видиме и како добри менаџери, но и доволно мудри за да се соочите со сите предизвици кои ве очекуваат, како и доволно храбри за да разоткриете нечесно работење и истото да го обелодените без разлика за кого и да се работи. Не правете исклучок по никоја цена и за никого. Еден исклучок ќе значи бегање од принципијалноста и разочарување на сите надежи. Запаметете, вие и ние сме последната надеж за Македонија. Како што го слушнав и мандатарот, и тој ќе ве подсетува на принципите и на ветувањата. Не дозволувајте да сгрешите, затоа што тој нема да ве помилува. И ова ви го има кажано. Јас само ќе се повторам, немаме време и простор за грешки. И сосема за крај, ќе цитирам една позната изјава на третиот американски председател Джеферсон. Многу верувам во среќата и колку повеќе работам, толку повеќе среќа имам. Почитуван мандатар и иден премиер, ви посакувам многу работа и многу среќа заради работата.
И пратеничката група ќе биде многу среќна, со многу работа, но најбитно е граѓаните да ги направиме среќни. Македонија нека биде горда, да ја почитуваме и да ја сакаме сите. Да живее!